Зачестените групни тепачки, палењето автомобили на локални функционери, крајно нарушената општа безбедност на граѓаните заради дивењето на одредени криминални и наркоструктури во изминатата година. Прилеп го ставија меѓу 5 пилот општини во земјава, во кои од лани се имплементира проектот за јакнување на отпорноста на локалните заедници во Македонија кон насилен екстремизам. Според досегашните искуства и еволуација на работата за формирање на акцијските тимови во заедницата, докажува дека акцијските тимови во заедницата се најефикасен метод за справување со насилниот екстремизам во државата и имплементација на националната стратегија во локално ниво. Загрижувачкиот тренд на екстремното насилство во различни облици на глобално ниво, вклучително и на тероризмот, но и на булингот, кој во последно време зема застрашувачки замав, особено меѓу врсниците и учениците, мора да се превенира уште од најрана возраст кај децата на локално ниво, велат од општина Прилеп, каде акцијски тим веќе го спроведува акцијскиот план, а чија цел е преку адекватна едукација превентивно да му се застане на патот на насилното екстремно однесување кај децата и младите. Ова е трета активност која што ја реализираме во Прилеп. Организиравме надпревар спортски помеѓу 4 училишта за запознавање, односно за меѓуетничка интеграција, и со тоа сметаме дека како акцијски тим во заедниците со тоа се намалува предизвиците и создавањето на тој насилен екстремизам. Втора активност беше се приреди на изложба на ученици кои што изработија слики во оваа насока, и ова е веќе трета активност. Донација од 17 кревечина за најмалите. Тука целта е за поттикнување на развојот на децата со атипичен развој кој што имаат. Од 2019 година до сега, освен во Прилеп, вакви акцијски тимови се формирани и во општините Чаир, Кичево, Гостивар и Струга. А според новата стратегија за 2023-2026 година, интенција било да бидат опфатени сите општини во Македонија. Проектот е финансиран од британската амбасада во Скопје.